Господин Стојановски, добар ден и ви благодарам што прифативте поканата за ова интервју. Вчера објавивте едно законско решение и еден предлог закон за измени во Законот за регистрација на возила. Би сакал да започнам прво со Законот за регистрација на возила. Може ли подетално, бидејќи ова го прочитав на вашиот Facebook профил, може ли подетално да ни објасните што значи ова за регистрацијата на возила? Па ќе се обидам многу граѓански и народски да го објаснам ова. Практично граѓаните до сега има функционални проблеми кога го регистрира своето возило, да во многу станици за технички преглед имаше или отсуство на полицискиот службеник или презафатеност, па на таков начин мора често повеќе денови да се враќаат во станицата за технички преглед, прво нели комплетирајќи ги оние обврски од законот за технички преглед, собирање на сите документи, а понатаму за добивање потврда во во сообраќајната дозвола, да ја наречам, за дека е регистрирано возилото согласно прописите на Министерството за внатрешни работи. Ние разговаравме и со станиците за технички преглед, но имавме една голема сондажа со граѓаните, разговаравме и со Министерството за внатрешни работи и одлучивме во овие измени да направиме две суштински разлики од претходниот закон. Тоа е овој пат по критериуми и услови утврдени од Министерството за внатрешни работи, да се даде можност на станиците за технички преглед да номинираат вработено нивните редови, кои што при тоа ќе полага и ќе отиде на одредена добука во Министерството за внатрешни работи и ќе добие лиценца, за да може тој наместо полицискиот службеник да ја дава таа потврда во сообраќајната дозвола дека согласно прописите на Министерството за внатрешни работи возилото е регистрирано. Тоа значи дека повеќе нема да има чекање во станиците за технички преглед и дека техничкиот преглед, доколку сите оние услови од потребите за регистрација на возилото се испочитувани, ќе можат во истиот ден да се завршат. Прво, Министерството за внатрешни работи во изминатиот период немаше, технички можности за да ги покрие сите станици на технички преглед, понатаму и работното време на службениците се разликуваше од на работно време на станиците за технички преглед и затоа одлучивме на ваков начин да го симплифицираме процесот и мило ми е што има позитивни реакции од јавноста. А втората разлика која што е многу важна, дозволивме возилата да се регистрираат на целата територија на Република Македонија, што беше различно од досега, бидејќи вие досега можевте да го регистрирате вашето возило само на оној регион каде што е регистрирано, односно каде што е таблицата на возилото, односно тој сектор за внатрешни работи. Сега даваме можност на секаде да може да го регистрирате вашето возило. Тоа е особено важно за стопанството и бизнис секторот, бидејќи не само граѓаните се сообраќаат на ваков начин, туку имаме многу превозни и товарни возила и ова е на некој начин и скратување на роковите за можеби транспорт на возилото до одредена станица на технички преглед, но и за штеда индиректно во буџетот на компаниите. Значи, ако некој од Скопје може да го регистрира своето возило во Гевгелие? Апсолутно. И обратно? Апсолутно. Во ред. Сега би сакал да поразговараме за она што ги интересира студентите. Исто така вчера поднесовте предлог законско решение во собранието за набавување на електронски уреди. Што точно значи, велите 55.000 студенти до 29 години. Буџетот е негде околу 850 милиони денари, така? Да. За секој студент што има до 29 години важи ова, автоматски го добива или? Точно, добро прашање. Ова значи дека сите студенти кои што се запишани на додипломски студии во сите универзитети во државата, без разлика дали се приватни или државни, кои што имаат до 29 години, можат да аплицираат и да добијат ваучер и да го остварат ова право и да добијат техничко помагало. Тоа значи дека, повторно ќе кажам, секој студент, дали е на приватен или на државен универзитет, дали е вонреден или редовен, кој што има до 29 години, ќе добие 15.300 денари, односно 250 евра, за да може да купи техничко помагало, кое што ќе биде имплицирано во основ на персонален компјутер, лаптоп или таблет. Нема никакво подвојување, туку сите ќе можат да го остварат ова право. Тоа се отприлика 55.000 студенти на ниво на територија на Република Македонија. Рековте 15.300 денари. Ако електронскиот уред чини 25.000 денари, дали студентот може да го добие овој ваучер и да доплати остатокот од цената за да набави некој појак електронски уред?
Секако тоа е волјата на студентот, тоа што е важно, ние сме размислували на ова прашање и токму затоа овие гаджети ќе може да бидат набавувани од оние економски оператори кои што се на листата на економски оператори, исто така која што ќе биде транспарентна и секој ќе може да се пријави на истата. Тоа значи дека компаниите ќе може да се надпреваруваат меѓу себе за 55.000 клиенти, во овој случај студенти, и на тој начин ќе треба да понудат по конкурентна цена за да можат студентите да го набават своето помагало. Тоа што е важно е дека секој од овие студенти 55.000 на број ќе добие по 15.300 денари за набавка на вакво техничко помагало. Остатокот, доколку е заинтересиран да купи, како што кажавте вие, можеби некоја подруга форма на техничко помагало, секако дека ќе може да партиципира и со сопствени средства. А како ќе може да аплицираат студентите за ваквите електронски уреди? Преку националниот портал за електронски услуги. Таму е многу една проста постапка, само ќе треба да направат кориснички профил, да се регистрираат, да ги внесат своите податоци и ќе добијат пристап да имаат можност да го земат електронски својот ваучер кој што ќе може да го користат во електронска или во печатена форма, каде што веднаш потоа со тој електронски ваучер ќе може да се упатат кон економскиот оператор од листата на економски оператори со кој што владата ќе има договор и ќе може да си го реализира сопствениот ваучер. Важно е да се напомене дека ова ќе биде возможно се до 31.12.2025 година, значи практично студентите кои што ќе го добијат ваучерот ќе можат до тогаш да го искористат. На истиот тој портал они ќе го добијат тој ваучер, ќе бидат известени дека добиле таков ваучер. Точно, значи и како што ќе се пријават, како што ќе се регистрираат, веднаш по проверка на нивните податоци, тие ќе бидат известени дека нивниот ваучер е одобрен и ќе може да го користат во електронска или во печатена форма, тоа е сепак до нивната волја. Потоа со тој ваучер да отидат кај економскиот оператор, да го приложат и да направат договор со што ќе го земат електронското помагало, а понатаму економскиот оператор има врска тоа да го пријави до владата. Сега, она што по вашето објавување на ова законско решение, па и по коментарите и по пораките кои што ги добивавме на нашиот мејл, студентите прашуваат дали е ограничено ова законско решение, односно дали ќе важи само за лаптопи, компјутери, таблети или ќе се може да се користи и друга електронска опрема, како што се да речеме интернет уреди, слушалки, такви. Така да. Па ние кога го правевме овој закон, согласно нашите анализи сметавме дека овие технички помагала се најпотребни за студентите, прво за да го напредат своето образование од аспект на дигитализацијата, но и најмногу им се потребни во процесот на учење, затоа ги ограничивме на овие три технички помагала. И сметаме дека тука треба да го заокружиме процесот, бидејќи овие се и најфреквентните потребни работи кои што им требаат на студентите, бидејќи во самиот процес на образование и се најчесто користени. Овде би сакал да дадам една човечка димензија на оваа мерка. Практично значи дека вие доколку имате едно просечно македонско семејство од 4 члена и 2 студенти, државата на ваков начин ви заштедува отприлика 500 евра на годишно ниво, што е голема помош и за родителите, бидејќи во последните години како што напредуваат и и образованието во корелација со техничките помагала, практично вие да не можете да замислите еден процес на високо образование доколку немате техничко помагало. И порано ако било неопходно да се набават книги, сега покрај тоа што треба да се набават книги, морате да набавите и техничко помагало, така да сметаме дека на ваков начин многу ќе ги помогнеме македонските семејства. Ја споменавте дигитализацијата и ова новото законско решение ми е во контекст на следното прашање. Пред да дојде ВМРО да помена на власт, споменавте дека државата треба да се дигитализира комплетно. Дали со ваквото ново законско решение е еден од првите чекори за комплетно дигитализирање на државата, односно во случајот во образовниот сектор? Апсолутно, и токму затоа можете да приметите тоа што е новитет во законот. Практично целото комуницирање со институциите го правиме преку националниот портал на услуги. Од тоа да студентот се пријави за ваучер, до тоа да економските оператори кои што треба да ги тие помагала дадат на располагање на студентите, ќе треба да се пријават преку националниот портал за услуги. На тој начин веќе оние редици се минато, но и го забрзуваме многу процесот, но го правиме и потранспарентен и почесен. Така имаме намера да продолжиме во наредниот период. Донесовме 4 реформски закони од аспект на дигитализацијата. Секојдневните документи кои што се за идентификација и потребни на граѓаните ги правиме дигитално возможни и да бидат користени исто како и оние физички присутните документи, така да имаме една цел во наредните 4 години апсолутно сите процеси во државата да ги овозможиме да бидат дигитално достапни за граѓаните. На тој национален портал за дигитални услуги има над 100 услуги кои што граѓаните може да ги добијат,
со институциите, тоа практично значи дека ја супресираме можноста за било каква корупција, го скратуваме време траењето кога што вас ви е потребно за да добиете документ, но и ве ослободуваме од фрустрација на чекање на редови. И практично одговорот на вашето прашање е да, ова е еден влез на една позасилена дигитализација која што се надеваме дека при крајот на нашиот мандат ќе биде и блиску до 100%. Сега, вчера прочитав на вашиот Facebook профил дека ова ќе важи само за една година, а споменавте сега дека во наредните 4 години, односно во мандатот на ВМРО ДПМН, дали ова законско решение ќе биде само за една година, еднократно, или ќе продолжи во иднина? Тоа ќе направиме веднаш шум ќе заврши ова мерка, тоа е практично некаде 6 месец на наредната година, кога веќе све ќе биде завршено, ќе направиме дополнителна анализа и согласно таа анализа ќе видиме и ќе одлучиме понатака како ќе тераме и за наредните генерации на студенти, но она кое што можам да го кажеме дека во образованието дигитализацијата ќе биде се повеќе се присутна. Многу сме блиску до целосно дигитализирање на најголемиот универзитет во државата, тоа е Универзитетот Кирил и Методи, но и практично сите оние алатки кои што се потребни во образованието да се дигитализираат. И она што можам да го кажеме дека преку директни мерки како што е оваа сега пред нас, да повториме 15.300 денари за секој од студентите кои што е на додипломски студии до 29 години, така ќе продолжиме и во наредниот период да ги поддржуваме студентите и образованието. Сега не можеме да не ве прашам, бидејќи веднаш покрај позитивните реакции кои што ги имаше за овој закон и за законот за регистрација на возила, имаше и негативни, односно бидејќи се ближат локалните избори и постоја коментари од типот дека со ова сакате да купите гласови за предстојните избори, односно да политички поени. Може ли да кажете повеќе за... Знаете како, тие реакции се од оние луѓе кои што 7 години ја управуваа државата и не направија ништо вакво. А практично кога ќе видите 13 милиони евра се издвојуваат за оваа намена, не се големи пари кога ќе имате во кумулативна смисла потрошено над 40 милиарди буџет за 7 години. И ова се злобни коментари кои што идат во насока на потценување на сопствениот народ, нешто што не сметам дека е потребно. Нашите граѓани се сосема мудри да препознаат дали е намерата искрена или неискрена. Ние сме одлучиле вака да водиме политика, вака да ги поддржуваме нашите граѓани и тоа ќе продолжиме во наредниот период. Тие се заглавени во некои ровови на политиканство, сметајќи дека сето тоа кое што ќе се направи треба да се направи исклучиво за политички цели. Ние не сметаме дека е така, ние сметаме дека овие 55.000 луѓе се нашата иднина и ќе направиме се за да можеме и да ги поддржуваме во наредниот период. Тогаш јас би го поставил прашањето дали покачените плати на професорите кои што се случија на почетокот на нашиот мандат се предизборен подкуп, или дали тоа што се реконструираат сите студентски домови е предизборен подкуп, дали тоа што ќе се набават 120 нови автобуси кои што ќе бидат исто така на располагање во оние градови каде што има универзитетски центри на крајот на годинава е предизборен подкуп. Така да ова е едно несериозно обвинување. Ние ќе продолжиме да се работиме нашата работа за тоа што граѓаните ни дале поддршка и граѓаните ќе ценат на крај кој ги почитува, кој сакал да ги потцени. Господин Стојановски, ви благодарам за интервјуто. Ви благодараме на вас.